Европската Унија ќе отвори 2 фабрики за вештачка интелигенција, како центри за развој на вештачката интелигенција на Западен Балкан. Веста ја соопшти претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на форумот на инвестиции ЕУ Западен Балкан кој се одржува во Тирана. Таа најави и дека целиот регион ќе биде покриен со нова брза дигитална инфраструктура, која ќе им овозможи на компаниите од сите 6 земји од Западен Балкан директно да се поврзат со европските центри за вештачка интелигенција. I can announce that we will open our AI factories to the Western Balkans. We will start by setting up 2 factory antennas in North Macedonia and Serbia, and we are rolling out a high-speed digital backbone across the whole region. This will allow companies in all 6 Western Balkan countries to connect with these factories. This means that your companies will be able to access Europe's AI infrastructure right here in the region. In other words, Изјавата на претседателката на Европската комисија ја поздрави и премиерот Христијан Мицкоски. Тој рече дека станува збор за проект што го води владата, односно Министерството за дигитална трансформација. И тоа е нешто за кое што навистина јас сум возбуден и среќен што ќе се случи, околу 5 милиона евра заедничко кофинансирање. Практично нашите експерти, нашите студенти, стручњаци ќе можат да ги користат и црпат ресурсите кои што ги има самата Европска унија. И добро е што претседателката фон дер Лајен тоа го најави, бидејќи се станува збор за 2 проекта. Едниот е проект кој што го добива Македонија, а вториот е проект кој што го добива Србија. До сега ги користевме искуствата и ресурсите од соседните држави. Сега ќе имаме наш сопствен центар кој што ќе се занимава со вештачка интелигенција. Програмата АИФА веќе се прошири во неколку земји членки на ЕУ: Белгија, Ирска, Кипар, Летонија, Малта, Словачка и Унгарија, како и во Обединетото кралство, Исланд, Молдавија, Србија и Швајцарија. Европската комисија соопшти дека 6 нови фабрики за вештачка интелигенција се приклучиле на европската инфраструктура, со што вкупниот број достигна 19 во 16 земји членки на ЕУ.